Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски. Господин Жерновски, кон крајот на април центарци ќе гласаат за изгледот на градскиот трговски центар. Очекувате ли повторно да се случи пустец? Не може да се случи нов пустец или не би требало да се случи нов пустец, бидејќи ценам дека паметот им дошол, особено по објавување на снимките. Но и да се случи пустец, и два пустеца се случат, ќе излезат граѓаните. Оние анкети што ги направивме, се очекува поголема излезност дури и од локалните и од парламентарните избори, така да не се сомневам во успешност на референдумот. Очекувате ли дека одлуката на центарци ќе биде почитувана или пак ќе може некаков контрареферендум што би го организирал некој друг? Слушнав вчера за тој контрареферендум, но 1 април и се надевам дека е во тој контекст. Како и да е одлуката на референдумот и тоа е во текстот кој што беше изгласан е задолжителна и со тоа завршува тука приказката околу ГТЦ. Има забелешки дека за изгледот на ГТЦ треба да гласаат сите, бидејќи се работи за градски трговски центар кој што е правен со донации од повеќе места, не само со пари на граѓаните од општина Центар. Како одговарате на ваквите тези практично? Овој објект е на територија на општина Центар. Општина Центар е таа специфична општина каде што е 90 или 100% од институциите, парламентот, владата, амбасадите и така натаму. Така што од таму ние полагаме основата на ова прашање. Како и да е, тоа беше главниот аргумент на советниците на ВМРО да помене, јас си поставив едно прашање кој што до ден денеска не добив одговор. А тоа е зашто таа теза не важеше и за 500 милиони евра потрошени за Скопје 2014. Се е во Центар изградено, гласа советниците во Центар, а парите се од буквално сите граѓани во Република Македонија. Повеќе пати најавувавте референдум за Скопје 2014. Има ли можност тој да се реализира? Овој референдум е историски, не само за Центар, и за Скопје и пошироко, бидејќи ние во Центар, ни во Скопје немаме од 91-а ниту една референдум. Кажав примери, во Германија имаме 200 референдуми на локално ниво. Така што се надевам и сигурен сум дека од 26 април од овој наш референдум ќе започнеме пракса на нешто што е директно најавтентично учество на граѓаните во овие процеси. И оттаму навистина ми е драго што ќе се случи референдум. Зошто не за Скопје 2014, зошто не за Водно, зошто не за многу други прашања. Ние сме тука како сервис да го спроведеме тоа што граѓаните го сакаат. Скопјани постојано се жалат на намалување на зеленилото, особено во општината која што ја раководите. Прави ли доволно општина Центар и вие како градоначалник за зголемување на зеленилото? Откако сум дојден, јас си ова постава во општина Центар за 100% е зголемен буџетот за зеленила. Зеленила во текот изминатиот период, ако да не зборуваме за садници и така натаму, дрва имаме речиси 300 посадено во овие 2 години. И тоа зборувам за високо квалитетни, високородни дрва, значи необични фиданки и така натаму, туку дрва кои што се по десетици години стари. Меѓутоа, оно што се злосторо што се случува со сечењето на дрво е поради една законска обврска, односно можност која што има само град Скопје. Град Скопје е единствена територија, не само во општина Центар, во сите општини кој што е задолжен за сечење на дрвата. Градот Скопје го дава налогот, а го извршува јавното претпријатие Паркови зелено. Дури тоа важи за ако сакате во свој приватен двор да сечете. За жал, ниту јас, ниту другите општини сме немојни по ова прашање. Тоа значи дека не можете буквално ништо да направите во врска со ова. Ние укажуваме, можеме да протестираме и други форми и нема да се откажуваме, меѓутоа тие може да дојдат во 4 савали да ги сечат дрвата и така натаму. Но ние ќе садиме, реков јас, не може да уништат толку дрва колку што ќе посадиме, а треба да се одговара за тој злостор. Тоа што е направено е злостор, тука нема дилема. Во така наречената бомба што ја презентиравте вие, имаше и разговор, како што се тврди, меѓу Латас и Мијалков, во кој што се споменува, Мијалков споменува дека Црвенковски наводно сакал да трампа општина Центар за општина Карпуш. Како гледате вие на сето ова? Каков е вашиот коментар? Немам такво искуство од локалните избори, напротив и кажав веднаш после тоа и поддршката на СДСМ и на самиот Бранко Црвенковски, кој што тогаш беше претседател на СДСМ, беше огромна. На крајот на краишта да не беше таа поддршка и таа максимална ангажираност, ама буквално на сите што работиме во таа кампања, немаше да дојдеме до резултат. Така што тоа е искуството кој што ја го видов и не се оптоварам со тоа што се случило позади мене, одам напред и тоа е мојата девиза. Тоа значи дека вие мислите дека тој дел од разговорот можеби не е точен во врска со Црвенковски или пак дека Црвенковски сепак е подготвен да го направи тоа. Значи едно е вашето искуство, прашам за мислење за тоа. Не знам дали е точно. Не верувам затоа што не го осетив тоа, ќе го почувствував и тоа и на терен ќе го почувствував од екипата околу Црвенковски, од самиот Црвенковски. Значи моето
мислење за тој разговор се базира на она што го видов, но не се оптоварам дали е вистина воопшто. Господин Жерновски, како поранешен лидер на ЛДП, запознаели ли сте со материјалите што ги објавува и што ќе ги објавува Заев? Па, многу ми е драго што од самиот почеток со господин Заев ги разменувавме сите информации што он ги има првенствено околу овие материјали. Јас бев уште тогаш запознаен со, можеби не со се, но голем процент од суштината, содржината на разговорите и поради тоа и како таков тим настапувавме по трибините што беа во организација на СДСМ. И тогаш кажав дека има многу сериозни искази дека тие се факти. Не ни веруваат тогаш многу граѓаните, особено медиумите, меѓутоа сега се види дека тоа е точно. Самиот Заев пред да се почне со објавувањето на материјалите, така наречената бомба, најави дека од кога ќе почне објавувањето, Груевски за 3 дена ќе си поднел самиот оставка. Тоа не се случи. Бидејќи видите дека сте запознаен со дел од материјалите, има ли такви материјали кои што би го предизвикале премиерот на ваков чекор според вас? Уште од првиот разговор требаше Груевски се замине. Не знам што поинаки, ако имам разговори кои што уште повеќе ќе докажат како работи ова власт, суштината, режимската природа, тоталитаризмот на оваа власт. Меѓутоа, јас не сум оптимист дека ќе замине, бидејќи треба јасно се каже тоа и во камера, и во јавност и така натаму. Тие остануваат на своите позиции, не мислат да дадат оставка затоа што не се борат тие за уште еден мандат, тие се борат за својата глава во тој работа. Добро, ако сметате дека Груевски нема си поднесе оставка, како очекувате да се надмине целата оваа состојба? Граѓаните го имаат последниот збор. Како што се случи во центар, како што ќе се случи на референдум, така ќе се случи на изборите кои што треба да дојдат. Но изборите не може да ги организира оваа власт и го гледаме тоа. Мора да се направи преодна влада и она што на кое што инсистираме и народниот фактор тука го кажа во оваа просторија по средбата со новиот амбасадор на САД, мора да се почне од една независна функција, независно функционирање на јавниот обвинител. Се разбира, Груевски екипата околу него сака тоа, бидејќи ако дојде јавен обвинител, кој што не мислам дека треба да биде однадвор, треба да биде од Македонија, но неговата работа и предметите да бидат, целиот процес да биде мониториран однадвор, тогаш е јасно дека екипата за која што зборуваме денеска ќе заврши во затвор. За сега се чини позициите на владата се цврсти околу тоа дека нема да прифатат формирање на преодна влада. Опозицијата инсистира на такво нешто за додине избори. Очекувате да се сменат позициите во овој дел за да се дојде практично до преодна влада? Не, овој процес со овие бомбите ни даде нас како граѓани можност да го видиме вистинското свето на Груевски. И прашањето беше по кој правец ќе тргне Груевски? Два правци беа можни. Во правец на конечно реализирање на демократијата во Македонија и полека негово отстапување и со доказ дека функционираат институциите во Република Македонија пред се судството, или ќе го видиме вистинското лице на еден режим, на еден човек кој што буквално контролира све. Се случи ова второто, така да можеби се цврсти нивните позиции околу тоа дека не сака да се замерат, но ви уверувам дека внатре состојбата е прилично расклатена, а да не зборам за нивната позиција кај граѓаните. Вчерашната реакција на Мијалков е круцијалната грешка што се јави во нивната стратегија и тој момент ќе биде исклучително битен понатаму. Зошто мислите така? Затоа што вчера признаа дека снимките се вистински. Доскоро бевте лидер на Либерално-демократската партија. Какви се вашите контакти со сегашното раководство? Активен ли сте уште во партијата? Не во полн капацитет, бики да бев ќе претендирав за уште еден мандат, но гледам дека се активни со соопштенија, добро е тоа, така што ги поддржувам и понатаму се разбира, тоа е мојата политичка партија. Господин Жерновски, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.